Драстично зголемените цени за храна, струја, бензин, услуги и се друго во текот на овие месеци ќе ги изеде парите за на одмор. Вака претежно одговараат денеска анкетираните граѓани на прашањето дали ќе имаат можност да одат на летување со оглед на тоа што парите се потрошени за секојдневните издатоци. Додека обичниот човек кој има ниски примања ќе остане дома на жештините, разладување на море ќе може да си дозволат функционерите и побогатите, велат револтираните жители на Тетово. Па само владата ќе си оди на одмор, што зема по 30.000 евра, а другиот народ нема пари. Ако имаш 1000 евра плата, ќе одиш, ако немаш, кај ќе одиш? Многу е скапо за да идеш во одмор и не знам ни ние како ќе идеме. Ја мислим дека има пари. Народот има, за одмор имаат, а за јадење немаат. Потреба веќе заминуваат, они си идат Охрид, си идат Грчка, си идат Албанија. Мало тешко, Бога ми мало тешко за тоа. Еле нема работа, мало слабо од прошле године, нема баш услови за... Некој ќе има, ама не баш сите, например. Скапота е голема, платите се мали, тоа е. Каде ќе одат луѓето? Ќе изберат ли поевтино некаде или? Посигурно ќе изберат поевтино. Тие што имат нека одмарат во море или негде друго. Тешко е. Тешко со поскапувањето, тешко не останува средства за одмор. Поскапи се и туристичките аранжмани. Во туристичките агенции има резервации, но суштината е во тоа што луѓето прашуваат како можат да поминат поевтино и да се одморат. Албанија ја работам затоа што е поволна за сите граѓани што ќе ги користат услугите ради економската ситуација, значи да повторам со нискобуџетни цени. Освен Албанија, Црна Гора е како поевтина варијанта за одмор, додека Грција, Турција и Хрватска се поскапите опции за летување.